толку инспиративно што доволно е само да продолжи да седиме, да слушаме и ништо не треба. Ама озбилно го мислам ово. Али ајде да поминеме низ процедурата таа се вика. Да. Секогаш убаво кога ќе видиш млади луѓе да со таков жар зборуваат за Господ и некогаш ти си тие прашањата и некогаш треба да ги тргнеме на страна тие прашања. Ајде, уште малку. Ама понекогаш е тоа погрешно размислување. Зошто? Зашто ние повозрастните, ние поискусните, ние понекогаш не толку што знаеме колку што правиме дека знаеме. И ги чекаме помладите да дојдат па да видат како е. Ајде да ставиме нивниот трасиран пат, она што го кажа, ако дури да гледаме ако скршнуваат, тука сме за полука за се, но да се молиме да се насочат кон Христос и да нивното сведоштво биде поразлично од нашето. Да биде исто толку силно, исто толку мило на луѓето, но поразлично. Зашто не сме исти по ништо. Прстот го покажува тоа, така отисокот на прстот, дека не сме исти со некого. Има таму на личната карта, не знам дали го знаете тој податок, каде што пишува една бројка 7, 5, мислам дека кај мене е 3, се израдува. Дека само тројци има слични на мене. Да. Сакам да видам некој сличен на мене, ама само тројци има, се израдува. Пошто на некој е 7, викам, знаеш, што помалку поинтересно, така? Така да има таму тие некои бројки слични, но во Божиот отпечаток, во нашиот отпечаток сме сите различни во Бог. Амин. И кога ќе пробаме да копираме, ние уствари се деградираме. Ние лично. Ти не ја деградираш личноста што ја копираш. Напротив, и даваш сила да биде уште повеќе тоа што е. Но се деградираш ти самиот. Зошто? Зашто си удираш во идентитетот, во тоа како Господ те створил, како Господ те создал, како Господ те замислил. За да те створи некој и нешто за да створиш, треба да го замислиш. Амин. Така да не одиме предалеку со тоа, јас сакам да бидам оној како што оној, јас сакам да бидам да правам тоа што другиот го прави, него Господе, јас сакам да правам она што за тоа што сум повикан. Амин. Што значи тоа? Бог ќе ти даде можности за твоја сатисфакција, да се радуваш на тоа што ќе го правиш, без разлика дали тоа е помалку важно или повеќе важно. Вчера зборев со еден многу драг пријател и зборевме за еден пејач и вика тој пејач направи многу добро. Што направи, викам? Да вика не сака да им се допаѓа на неговата фела, него сака да им се допаѓа на публиката. Викам, браво. Браво. Излегол од матрицата на тоа дека треба да бидеш како некој пред тоа, да пееш како некој пред тоа и сакал едноставно да се покаже во неговото светло и народот така да го прифати. Така да битно е тоа, ќе зборувам нешто за идентитетот, битно е да се согласиме дека нема да се споредуваме со луѓето. Многу битен фактор. Ама зошто е толку битен? Зошто кога ти се споредуваш, ти кажуваш дека тебе ти фали нешто. А Бог ти вика не ти фали ништо, синко, јас сум таков, ја те создадов тако како што си. Кога ти се споредуваш, ти кажуваш дека си незадоволен со тоа што си и што го имаш. Кога ти го пуштава или јас сум без еден, два. Добар сум? Кога ти се споредуваш, се деградираш. Знаете што е деградирање? Се откажуваш од многу работи твои, што се лично твои, за да посакаш и да сакаш нешто друго. Така да немојте и да не се споредуваме. Мита, јас потполно те разбрав кога си размислила таа тешка беседа, песната последна. Навистина, јас сакам секој еден оваа песна да ја стави во неговото срце и да размислува за неа. Да се најде таму каде што е, да го праша истото прашање што Мита го праша и да го добие одговорот што Господ ќе му го даде. Таа песна е толку убава и е тешка беседа. Да сакам некој што е далеко од мене, па плюс уште тој паметен се прави, не ме разбира тоа што му кажувам. Тоа е тешка беседа. Што може да стане возможно во нашиот живот. Амин. Не реков, нели, опозиција од тешко е лесно, не реков лесна, него може да стане возможно. Зошто ние понекогаш се лесните работи да ги бараме? Не мора. Не мора. Некогаш тешките работи имаат добри корења. Јас сум гледал како се вадат трупци од корен. А луѓе, тоа е. Сега имаат посебни машини кои гледам, викам, ова е најнов крик.
на технологијата. Али тоа е многу тешка работа. Но кога ќе се извади сето тоа, тука доаѓа убаво место да посадиш нешто убаво и нешто поголемо. Амин. Така да нема потреба да го бараме секогаш лесниот пат. Дури симптоматично е дали тој пат е лесен, зашто секој различно перцепира што е тоа лесно или тешко во твојот живот. Секој различно перцепира. За мене тоа што е лесно, за тебе е тешко и обратно. Ќе сакам да зборувам денеска во стилот на К15, кога Тоша Манеров рече, сакам да ви кажеме на прича што и мене ми си има десено. Така некада да види оваа проповед. Не, па најверојатно зборувајќи со луѓето, формално, неформално, доаѓаш до заклучок дека уствари личниот пример во нивниот живот највеќе говори. И затоа некој рекол дека кога зборуваш, луѓето не те слушаат, те гледаат. Во многу случаи луѓето гледаат, а не слушаат. Има едно многу убаво видео на TikTok, дечкото се фали на девојката и вика те сакам, и она го прашува каде. Многу легитимно прашање, каде ме сакаш? Сака да каже каде гледаш или каде можам да видам дека ме сакаш. Сака да каже дека сакањето е повеќе од зборови, повеќе од убедување на некого дека вистински го сакаш. Многу повеќе. Амин. Добре што вака се надополнуваме, да не мора јас се да кажам, за да не си наметнам врз мене голема одговорност. Зашто оној што кажува дека знае и што кажува нешто, посебно од напред, несомнено е, луѓе, ако ви каже некој дека не спиел пред да зборува и од кога зборувал, да му верувате. Во големи случаи е така, зашто е преголема одговорност. Го слушам, тоест на Facebook остави некој академик говор и пиша човекот таму, ово е говор што преоѓа во проповед. И мене ме отрезни. Викам, гледај, луѓе академици, види го, викам, не се дрзнува секој говор да го нарекува проповед. А ние тука секоја недела, така лесно и едноставно, имаме проповеди. Знаете ли зашто пиша човекот? Зашто говор е нешто што може да допре до твоите уши и го дистанцира, зашто проповед е нешто што ќе смени во твоето срце. И затоа не секој говор е проповед. А ние имаме тука секоја недела барам по една. Ако му тргне на говорникот, може две да направи во една. Како сега сме желни. Јас 5 луѓе дали видов од вас сите. Во Роквеб спикам. Буквално. Цел овој месец. Некој друг подмори пати, некој наваму натаму. И сега сме желни да слушнеме повеќе, да направиме повеќе, да испееме повеќе. Видите дека 4 песни спеавме. Желна. Значи се мислеле. И сега можем ја да забегам саат и пол. Али секојаш има кочница, некој, Андреј, види ти кочница. Не дам че секојаш да ми види. Види ти некојаш, стај. Ми кажа дека едно од работите што ги научил овој месец е тоа дека возел, му дале да вози надвор од Европа. Да, надвор од Македонија. Надвор од Европа. Пророчки. Некои работи, да, несвесно ги пророкуваме. И после стануваат најсвесни работи во нашиот живот. Зашто Бог така сакал. И така да, желни сме, али она што го имаме, да го држиме цврсто, да го негуваме, да го вреднуваме, ние не вреднуваме работи. Зошто? Зашто лесно ги имаме. Што? Секоја недела имаме проповед. Плюс можам на YouTube да појдам, да ги слушам сите и успат, кога ќе стиснеш едно на YouTube, ќе ти излезе и друга, и трета, и четврта, и од друга црква, и од трета црква. И ти имаш се и зешто. И како да вреднуваш. Памтам, Зора, не знам ти дали памтиш тој пријателот кој ти кажа од Шведска. Види, нашите деца не им треба Бог. Зоран го прашал зошто, па се им дадовме.
Се им дадовме и сега што ќе им е Бог. Гледате каква опасност е на човек да му дадеш се. Така да, ја не верувам дека кога сме притиснати да пропаднеме. Ево, понекогаш кога сме притиснати да излезе најдоброто од нас. Најдоброто од нас. Во голем случај, највеќе луѓе спасуваат кога се на работа. Кога се на работа? Така да ништо нема лошо да ти си дошол на работ на некој работа. На работ на како се вика, на нервен слом, на работ на не знам, на сите тие нешта што ги поимаме како такви. Зошто? Зашто несомнено ќе побараш помош и ќе го дадеш од себе најдоброто. Знаете ли некој сакал да се обеси? Земал на мост да се обеси. Сигурно сакал тоа да направи таква фама, сите да видат. Но случајно јажето се скинало и паднал во река. Испливал човекот и рекол, ту за едно бесење ќе судат. Ова е виц што е толку реален. За едно бесење ќе се удаве. Ние треба да ги преиспитаме не само нашите добри страни. Слушаме дека Господ ќе напраќа за добри работи. Треба да испитаме кога правиме добро, зашто правиме добри работи. Во голема мера не правиме секогаш добри работи зашто Господ така рекол, зашто ние сме добри. За се нешто да направиш, има мотив што те потикнува да го направиш. Ја верувам дека ние треба да ги испитуваме тие мотиви и да ги ставаме пред Господ истите. Зошто? За да бидат променети или тие вистинските да бидат зајачани. Така? Во иста таква конотација мора да ги преиспитаме и нашите проблеми. Кои се нашите стравови? Кои се вистински, кои се реални, кои се нереални, кои се помалку реални, кои се остварливи, кои се помалку остварливи, кои се воопшто неостварливи, 90% се неостварливи од стравовите. Тоа е податок. 90% се неостварливи. Што значи тоа? Тука негде ни прават само проблем. И така да, се нешто оди на преиспитување. Единствено, што не треба многу, треба, но не многу, да преиспитувате тоа Божјата волја за вас во вашиот живот. Немојте толку. Немојте. Полесно е. Кажи ми, Господе, и да го направам. Ево, чекай са. Имаме ние. Затоа ли ќе зборувам? Тоа е процес. Тоа е процес на кој ние учиме во текот на процесот, за следно да не правиме исто што сме го правили пред тоа. Мојсе го гледаме. Мене, Господе? Немој мене, дај најди човек, зборлест, како овие другиве. Некој што ќе може. Каде јас? Каде јас? Господ го праќа Мојсеј на место на злосторот, луѓе. Најтешкото нешто е да се вратиш на место на злосторот. Нештото што ти причинува таква болка, таква несигурност, таква отфрленост, што ти се чудиш како да се вратиш таму. И Господ ти таму ќе учи. Таму пишува за Мојсеј дека Господ се налути малку па му го даде Арон. Ако не беше плачко Мојсеј во таа ситуација, можеби Арон немаш да му го даде. Ама вика Господе, не можам. И пишува Господ се налути малку. Читајте. Да не отвараме сега да читаме цела Мојсеева. Втора. И вика, оди и ќе се сретнеш со брат ти, да биде уште посигурен. Зашто ако е друг може да ми издаде. Сигурно тоа ќе било следно прашање на Мојсеј. Оди ќе го сретнеш Арон и он ќе зборува тоа што јас тебе ќе ти кажувам. Каква послушност требало за Арон да го направи тоа? Напишав една реченица, сакам уште нешто да кажам во врска со
со втората песна, ти предавам се. Толку убава песна. Ти предавам се. И излегувам надвор и се чувствувам пак тешко, пак безпомошно за некои работи. И се прашувам зошто. Ајде да погодиме сите зошто. Зашто не сме предале се. Зашто не сме предале се. Затоа е истото чувство. Затоа кога на славење се чувствуваме јако и силно, е убаво, но не е најголемата вистина. На славење може да се чувствуваш најтажно и да добиеш најголемо исцеление. Амин. Ова значи дека тоа што Гого го кажа, такви какви што сме пред Господ. Амин. И не мора ништо да правиме дополнително, за да се допамнеме. Алелуја. И така да, кога кажуваме, ти предавам се, јас се самиот и вас ве повикувам на еден личен процес на предавање на работа. Една по една. Ако не сме силни и ако не можеме сите наеднаш, зашто понекогаш се големи и тешки, една по една. И тој процес ќе потрае некогаш ќе биде за миг. Пред 3 месеци за една работа бевме така малце ужалени и бевме јас, Даниела, Дарко, Мими. И вие верувате дека ајде да решиме да се молиме. Кога се помолиме, се исчезна. Буквално се исчезна. И не исчезна. И после го очекуваш утре. Го нема. Очекуваш и други да викаш, аха, ова е Божие исцеление во моментот. Амин. Ова е Божие исцеление во моментот. Да. И некогаш е така, инцидентно. Господ те фаќа, зашто можеш после да направиш, таму пише овој еден стих, како викаше? Чекај да ми текне, само мислам дека е во Еремија негде. Ја го направи човекот наставен, а он прави секакви сплетки. Во проповедник. И тоа е точна вистина. И затоа Господ некоја ще начекува во добро издање да ги реши некои ситуации. Зошто? За да не ти текне утре кузне што. И да забравиш се. Може некој водичка да ми донесе бие? Хвала многу. Наближува септември, дали луѓе мислат дека заладува? Требаше клима да имам, нели? Возбудени сите гледате, заборавивме и на клима, ништо не ни смета. Ништо не е битно. Да си ја најдам реченицата. Така да пристапиме во предавање, во вистинско предавање на работите на Бог. Амин. Пред некое време му предало на Господе на работи, за тоа нешто ги зборувам. Каков процес направи од сето тоа? Господ е величенствен. Најво на крај. Идентитетот пиша, и тука сакам негде ова е како теза, како, не знам, како тема за размислување дури, не знам дали ќе опфатиме целосно, ама идентитетот во голема мера е битен за повикот. Така сум пишал. Согласуваме со ова? Ја мислам дека е многу битен за повикот. Ние порано имаме гледано, пак се навратил на Мојсе, фала. Ама ако видите дека не само на Мојсе, и на Гидеон, и на сите тие херои на верата, некако така се движат работите. Прво Господ мора во идентитетот да ги затврсти, па да им го објасни повикот, па да им помогне, но во таа помош некогаш некој работи ти дава, а некој ти одзима. Затоа не треба да се буниме ако нешто ни е одземено во тој повик. Зошто? Зашто најверојатно Господ знае, а Господ знае, се земени за твоето добро. И се заменети со нешто што сега може би не се кузне што, али ќе бидат ептен добро. Тоа живот. Амин. Така да, идентитетот во голема мера е битен за повикот. И ние го знаеме нашиот идентитет. Или кажуваме дека го знаеме нашиот идентитет, или барем проповедаме за нашиот идентитет. И тоа можеме да кажеме како синови, како ќерки, да не се лутат по нежниот пол, зашто јас секогаш кога викам синови мислам и на ќерки. Да, така некако, тоа е по македонски. Јаданче, не се потенцира, така. И затоа наши родители на ќерка ти викаат сине. Не се потенцира.
Па не знам колку е ако, ама ајде нека оди. Инаку убаво е некој Ќерко. Ќерко. Амин. Ако имам ќерка, ќе ја викам Ќерко. Чесен пионерски збор, ја бев пионер. Сите тие фази на више пионер, побојник. Така да, идентитетот во голема мера е она што ние кажуваме дека сме во Господ. Тоа е Христови следбеници, праведници и сите тие нешта. Сакам да прочитам, Андрече, ако најдеш прва Јован 12:14. Не, прва Јован, 12:14, да. Чекај, сум се збунил. Сајде ја најдеме, сајде. Не сум пишал добро. Еден друг поглед кон идентитетот. Послание на Јаков, Јуда, а измеѓу Јован. Да. Значи 2. Прва Јованова 2:12-14. Ајде ги прочитаме. Ви пишувам вам, чеда, бидејќи гревовите ви се простени заради неговото име. Ви пишувам вам, татковци, бидејќи го познавте оној кој беше од почетокот. Ви пишувам вам, момчиња, бидејќи го победивте злиот. Ви пишувам вам, деца, бидејќи го познавте таткото. Ајде тука се ќе вратиме. Ви пишувам вам, татковци, бидејќи го познавте оној кој беше од почетокот. Ви напишав вам, момчиња, бидејќи сте силни и Божјото Слово е во вас и бидејќи го победивте злиот. Вау! Јован зборува за нешто интегрирано. И ја многу сакам да зборувам за интегритет. Знаете зошто? Зашто го гледам како фалинка во нашата култура, во нашиот менталитет и во нашите луѓе. Нема да кажам македонци само, него одиме балканци, зашто ние и само во Македонија не сме македонци, така? Него сме шарени. Така да во нашиот балкански менталитет, колку фали тој интегритет. Многу работи ние посегаме да си го расипеме нашиот идентитет, зашто не сме интегрирани. Што значи тоа? Подвоени сме. Ја имам видено луѓе што до пола ден се татко, после пола е професор, а навечер, например, не знам што. Што прави навечер, не знам, таксист или било што. И тоа се некако три идентитетни. Некако различно ги поима во неговиот живот овие три работи, а треба да е едно исто. Јас сум тој и тој во него. Амин. Затоа интегритетот е толку битен. Зашто со интегритетот вие го штитите идентитетот. А идентитет без интегритет е его. Размислував многу на оваа тема. Идентитет без интегритет е его. Зошто? Зашто ти ќе нема да престанеш кој си и што си во Господ, или кој си и што си во општеството, или кој си и што си, без да ги носиш истите плодови од тоа што си. Затоа интегритетот е толку битен. И зошто го читам овој стих? Зашто тука има идентитетско прашање, но и реакција на тоа прашање. Ако веќе си зацврстен, што вика Јован, ви напишав вам деца, ако си веќе деца, им кажува што со тоа. Вика зошто? Зашто го спознавте таткото. Го спознавте таткото. И стварно, како деца, збориме како деца во Христос овој пат. Иако така е некако процедурата и општо земено, но сега ајде да свртиме точно да насочиме кон Христос. Без разлика кога, дали на 60 години, на 50, на 20, дали на 5 години. Кога ќе го спознаеш Господ, ти си дете во Него и прво што спознаваш е дека тој ти е татко. Амин. Дека тој ти е татко. И таа сила ти дава енергија за се понатаму што ќе правиш, се додека не подпораснеш.
И додека не сфатиш, и додека не знаеш, и додека не си зацврстен во идентитетот дека Господ ти е татко, и не се чувствуваш како момче. И не преземеш акција. И затоа Јован пишува, изборувам вам и пишувам вам момчиња. Зошто? Зашто знаете дека се силни и дека го победивте зливот. Многумина од нас тука се уште деца во Господ. И се на нивото, ова нема лошо, сега само ги кажуваме работите. И некој ќе се препознае и ќе знае дека следи нова фаза. Ништо нема погрешно. Така и треба. Некој вчера го запознал Христос. Нормално дека е дете во Христос. Опасноста е кога после 20 години сме деца во Христос, ние секој ќе се бидеме деца во Христос, но сме останале на тоа ниво, зашто што не разбираме, не го разбираме следното ниво. Или уште подобро кажано, се плашиме од следното ниво. И остануваме на истото ниво. Зашто кога овие еднаш во вас ќе се утврдат, тие се за секогаш. Амин. Нема да се плашиме, ако излеземе од комоцијата, да не кажуваме секој втор пат дека сме деца на Бог. Зошто? Зашто сега одиме со авторитетот на дете на Бог. И кажуваме, ти злиу, нема шанси во мојот живот. И си станал момче. И станал момче и девојка, спремни да се соочат со животот, да се соочат со светот. Амин. И затоа пишува, ви зборувам вам, момчиња, бидејќи сте силни и Божјото Слово е во вас и бидејќи го победивте злиот. Некој од нас, можам да кажам, поголемиот дел сме момчиња во Господ. И делуваме према тоа што и сме. Ќе видите вие, некои деца надраснале работите и сега пристапуваат силно. Го видов Горјан и се тачуди. 2 недели го немам видено. Како растат толку деца? Како станува? И по зборовите силен. Силен. Инако Горјан е 2 недели излезен да живее во интернат, да реако споделам ова, вие споделите, нели, подетално понатаму, али добро е да се молите во еден убав интернат, спортски интернат. Јас секогаш викам, вие не знаете што е да изгледаш ти на 15 години, малиот на 13 години. И браво за тој потек, ама го гледам, доаѓа силен и момче. Понекогаш се чувствуваш како момче, понекогаш вистински си, и тоа е фаза што треба да се помине, али затоа сме ние тука, да укажеме, да донесеме работи, за да можат да растат вистински на вистински начин. Кога си момче, ти си силен. Ти изгонуваш, ти одиш се молиш. Јас знам дека со Коки еден период, не знам за што се не се молев, ни за кого се не се молев. Коки може сеќава го вика едно време, Коки се видел. Не па, луѓе што не можат да разберат поинаку, а што гледаат од страна дека нешто има, тие кажуваат тоа што прецепираат. И ние не им се лутиме за тоа. Кој ќе дознае вистината? Вистината ќе ги ослободи и они ќе бидат послободни, дури послободни може и од нас. Зошто да не? Зошто мислиме ние дека ако имаме вистината сме ја грабнале и дека сме ние единствените што можеме да бидеме слободни, што знаеме да бидеме слободни, што сакаме да бидеме слободни? Сте виделе слободен човек? Понекогаш не изгледа како нас. Слободен човек лета. Така да не им забрануваме на луѓето да стануваат послободни од нас. Амин. Зашто тоа е Божја работа, не е наша. Зошто? Ќе видиш ти дете кој ќе порастеш. Ќе видиш ти ова кој ќе направиш. Ти некои работи одат со искуството, тоа го знаеме. Искуството треба да ги донесе некои нешта, но треба во искуството постои и мудрост. Зашто не секој искуство е искуство што ние треба да го пренесуваме на луѓето. Видов едно видео што малце ме потресе таму, не знам, во некоја црква, човек измотан со синџири пробуваше да кине направи, викам, тешко на децата, ако има добре, сигурно, викам, се пратени негде па да не го гледаат тоа. Јас знам пораката, се ми е јасно, ма кај е мудроста?
Кај е мудроста во сето тоа? Затоа искуството нас не ни дава за право дека ние сме најпаметни. Знаете ли што прават искусните луѓе? Во 90%. Ќута. Ти сакаш да прашаш да ти кажеш, ти ќуташ. Ќута. И откој ќе ти слушаат тоа се, ќе те гушнат некојаш збор, два, ама глобално не се разпроваат многу зборови. Но тоа што ќе го кажат, тоа вреди. И тоа е на ново ниво. Тоа е на следно ниво, што сега сакам да го спомнам. А тоа е ви зборувам вам, татковци, што го спознавте Бог од самиот почеток. Кога го спознаваш некој со се, ти не правиш своја слика за тоа како треба да изгледа он. Него го спознаваш точно каков е он. Кога јас се запознавам со луѓе, или кога луѓе сакаат да ме запознаат со луѓе, за да биде најдобро, луѓето пробуваат да ти го објаснат човекот. Викам, те молам, не сакам никаква предслика за она што јас ќе го запознам. Нема потреба. Нема потреба. Во истиот случај се работи за Бог. Убавината од тука, убавината од тоа дека го спознаме Бог, да го шириме на Боговото Евангелие, да ги донесеме луѓето до спасение и да им покажеме дека сега и они можат да го спознаат единствениот Бог, што е нив личен Бог е Спасител. Амин. Повикот те бутка во одлуки. Од реченицата. Значи, идентитетот во голема мера е битен за повикот, а повикот те бутка во одлуки. Дали и со вас се согласуваме? Дали ти кога знаеш за што си повикан, ти несомнено ќе направиш чек од 2, може би и 10 и ќе донесиш одлуки да смениш нешто во твојот живот. Ќе донесиш одлуки да бутнеш нешто во твојот живот. Ќе донесеш одлуки да пуштиш нешто од твојот живот. Ќе донесеш одлуки да се фатиш за нешто како животот да ти зависи од тоа. Но ќе донесеш одлуки. Несомнено ти ќе донесеш одлуки. Повикот не е да биде само повик. Повикот е да биде остварен. Повикот е да биде исполнен. Повикот е да биде за сите, не само за тебе. Повикот е да биде за општото добро, ако можем да си изразиме на таков начин. Амин. А сите имаме повик. Не ли сите имаме повик. И тој повикот е како жива материја. Тој притиска, тој бутка. И тој знае колку. Зошто? Зошто е во соработка со Светиот Дух. Во најтесна соработка со Светиот Дух е нашиот повик. И плюс еден повик. Така да само може да претам и да тонеме во живата капа, ако му се спротивставуваме. Или да си речеме, да застанеме, да седнеме, како што седнав јас пред месец дена. Знаете, цело време сакав да кажам, нели, моја сторија, што мене ми се случи и тоа што ме натера да го зборувам ова, е тоа, не морам да ви кажам, и птиците знаат дека куќа правиме. Тоа е повеќе од јасно и сето тоа. И нели, таа е клучна рака, знаеш како кај нас клучна рака и луѓето прави. Стварно. Ако си правиш куќа ќе видиш дека клучна рака ништо не значи. Дека има да се фатиш за работа и тоа саглам да се фатиш за работа. Они си имаат едно, јас имам друго. И дојде време да се поставува одвод, да се поставува вода, да се поставува кабли во мојот вод, тоа не е клучна рака. Тоа е твоја врска, а мене кичмите ме боли. Ја не можам да мрдам. И во тој случај имаш две опции. Да повикаш пријател, што во овој случај мора да го платиш, и тоа убаво. Да ви кажам, нема мајстори, нашите мајстори си заминаа работа на друго место. Ако некој пробува да гради, ќе се обрати за совет, зашто поминавме низ сито и решето, така и возрастните, старите тоа ќе станат возрастните. И во тој случај треба да повикаш пријател кој ќе кошта, зборам треба да повикаш некој што ќе сработи тој, треба да платиш, се погледнеш лево, десно, джебот, не е толку длабок и си викаш да правам. И викам,
вака ќе направам. Господе, ти си мојата сила, ти си мојата снага, си ми дал мудрост, си ми дал знаење и разбирање. Зошто го зборувам ова? Зашто понекогаш ние, перцепцијата што имаме за проблемите, станува наш изговор да не го завршиме проблемот. Тоа, колку е голем или мал проблем, ни станува изговор, воопшто ни да не почнеме да се замараме со проблемот, а камо ли да го решиме. И го викам на Господа, Господе, мене ми треба во моментов една работа. Јака кичма. Да појдам да го ископам тоа и да си ги поставам цели. Тоа сум го правил 15 години, за мене е гола вода. Си зборувам искрено со Господ. Уште поискрано зборував со мојата жена. Што беше тука до мене. Во таа искреност се родија искри. Тоа се вика искрена искреност. Да, по стилот да. Ајде, мора да направиме нешто. Кога ве бутка сопругата или обратно во нешто, тоа не значи дека ве мрази. Знаете, тоа не значи дека ве мрази. Тоа значи дека понекогаш сте станал лежерен и дека треба малце да те бутнат. Малко. Понекогаш личи како да со косата те бутка. Така личи вистински. Ама е здраво да го направиш тој чек. Зошто? Зошто? Ја го кажам, Господ не ти носи нешто што ти веќе го немаш или не си го размислувал, па од друг сака се да ти го покаже. Што е работа? Размислувал, правев секакви варијанти. Ама треба некој да те подбутне во нешто. Многу пати во животот треба да не подбутне некој во нешто. И јас имам подбутка донесено, ама требаше да ме клоцне некој малку и ја излегов. И знаете што? Ми помина кичма. Првите 3 дена, јас копав на коленици. Не знам дали ви е верно или не, копав на коленици. Ама копав. Викам, што ќе правам, Господе? Ќе вежбам, ќе копам. Ќе вежбам, ќе копам. Ќе вежбам, ќе копам и кичма да ќе оздравам. Зошто? Зошто пред тоа снимав, знам дека ништо не. Знаев дека беше од заседнатост, знаев дека такви работи случуваат, но знаев дека и клин со клин се вади. И така полека се исправил. Знаете ли што беше новината во сето ова? Кога Господ те бутка во нешто, ти носи и луѓе. Ти носи финанси. Ти носи многу сака те очекува. Ја сака твојата соработка. Во голема целост. Не ја сака, како да кажам, што ве сака, инаку не ја сака нашата поплака на секој. Не ја сака нашата ситуација, као сега состојба на ужаленост, дека тоа е крај на светот за тебе. И многу пати го знам ова и решив да го пробам. Направи нешто и ќе се приклучат на некој тебе. И тука сум пишал дека повикот те бутка во одлуки. Одлуката во преземање на акција, акцијата привлекува други луѓе што ќе те следат и едни што ќе се откажат. Да. Секогаш се тие две опции. Едни ќе те следат, едни ќе се откажат. Немојте да се плашите тој процес. Тоа е нормален процес. Тоа така треба да биде. Немојте да замерувате нистиот процес. Тоа е нормален процес. Знаете ли зошто? Зошто не секој има истата визија со вас. Не секој има истите мисли со вас. Не секој на исти начин делува како вас. Но она што Бог го замисли, тоа е просто. Амин. Така да повикот те бутка во одлуки. Зошто го спомнува Мојсе? Зошто неговиот живот, кога ова си го размислува за мене, ми текна на Мојсе. Беше тако. Господ го бутна. Знаел, не знаел, му даде стап и оди. И после па пат Арон, па други, па трети, па едни толку многу се заземаа за Мојсе, тоа беше чудеси, па други толку многу се откажаа, па што теле направија. Се и се што имаше. Но Божиот збор и Божиото ветување стана да и амин за Мојсе. И со тоа стана да и амин за евреите. И со тоа за сите нас.
Амин. Така да вашиот повик ствара, што рековме, одлуки, и вашата одлука ќе донесе акција, и вашата акција ќе привлече луѓе, ќе одврати луѓе, но ќе биде за бенефит на сите луѓе, веруете. Зашто ние живееме во едно царство поинаку од секое ово царство што било од почеток до сега. А тоа е Божјото царство, каде што никој не треба да се осмели да прави, никој нема ни да му биде дозволено да прави нешто само за себе. Пробајте, ќе видите дека нема да ви биде дозволено да правите работи само за вас. Зашто во вас живее нешто што се нарекува, немајте нешто тоа, како се изрази. Живее Светиот Дух и тој нема да ве остави туку така. Нема да ве остави туку така, луѓе. Ќе обезбеди се. Или да бидеме поисправни, обезбедил се. Нема, и во едното и во другото нема грешка. Зошто? Зашто некојаш треба да знаеме дека ќе обезбеди. Нашата перцепција може да биде различна. Бог е секогаш ист, така кажува Библијата. И така ние го запознаваме. Амен. Така да во нашиот растеж, ние некогаш употребуваме ке, некогаш веќе, некогаш ама, тоа ама повеќе пати. Ама. Збораме за тоа ама. И сепак. Така да, ама или иако грозјето не роди. Не знам таму што беше. Обор нема овци нема во оборите. Така кажува Малахија. Јас, Господе, на Тебе ќе се надевам и Тебе ќе Ти верувам, а Ти моите нозе ги направи како елен и ќе скокам по височините мои. Амин. Може тука да завршиме? Ајде се молиме. Тато фала Ти што си прекрасен, Господе, што не вдурнуваш, не инспирираш, не мотивираш, Господе, да застанеме пред Тебе и да кажеме, да, Господе, Ти предаваме се, Господе. Ти предаваме се и кој ќе излеземе од таа состојба, Господе, да дозволиме да работиш во нас, за да видиме дека се е предадено, Господе. И фала Ти, Господе, што навистина Ти предаваме нашите проблеми, нашите идеи за војнина, нашите маки, нашите убави нешта, Господе, сладки маки, Господе, нашиот растеж на нашите деца, Господе, нашиот личен растеж, Господе, се она што можеме Тебе Ти предаваме, Господе, нашата црква, нашите планови за црквата војнина, Господе. Фала Ти, Господе, што Тебе Ти предаваме роденденот на црквата на 15 октомври, Господе. Фала Ти што се Тебе Ти предаваме, зашто нема побезбедно, посигурно и место каде што можеме да се надеваме, а тоа да не си Ти, Господе. Затоа Тебе Ти предаваме се. Фала Ти, Господе, што навистина си не охрабрил толку многу, Господе, си не оснажил толку многу, си не дал се што ни е потребно за живот и побожност, да можеме да не прашуваме толку многу, колку што повеќе да делуваме, Господе, да делуваме во она во кое сме повикани, а сме повикани да менуваме ситуации, да менуваме животи, да менуваме, не знам, се што е за менување, Господе, така да донесеме промена таму каде што треба, да донесеме зацврстување таму каде што треба, Господе, да донесеме ослободување таму каде што треба, Господе, но да ја вршиме Твојата волја. Фала Ти во името на Исус. Амин.